Православните верници денеска го слават Преображение, денот кога Исус Христос се преобразил на гората Тавор. Но после една година од својата проповед на земјата, Спасителот Христос почнал на своите ученици апостоли полека да им кажува дека и да ги подготвува дека тој треба и да пострада и каков ќе биде начинот на неговото страдање и неговата смрт. Сето тоа тој, бидејќи вистински Бог, но и човек, внимавајќи да не ги збуни, да не ги повреди, бидејќи се уште не биле доволно утврдени во верата апостолите, тој полека им објаснувал се она што треба да се случи со него. За верниците ова е еден од големите празници во православието за кои се вразуваат многу верувања. Секој православен верник добро знае дека од денеска почнува бербата и е дозволено да се јаде грозје. Денешниот празник е преобразување на Господ Исус Христос во Син Божји. Тогаш и го нагласува неговиот татко дека е овој мојот Син Божји. Сосе ги ви повикал апостолите и сега традиционално донесуваме во црквата грозје, бидејќи е денот и за осветување на овошјето, за благослов, за богат род. Денешниот празник представува годините пред вај празник, грозје не смееш да јадеш. Прв ден денеска се почнува да се јаде на Преображение. Па, многу добро, убаво. Кој што си имал, донесел си да им го прочитат, за да годин повеќе да и роде лозите. Според верувањата, со Преображение постепено и времето почнува да се преобразува од лето кон есен.